И повторно сме на каналот на Снежа мрежа Stories. Ова е вториот дел од видеото во врска поврзано со социализацијата како тема. Значи, ова е каналот на Снежа мрежа Stories. Од време на време споделувам некои видеа кои што мене ми се важни, мислења кои што сакам да ги споделам на теми за кои што би сакала да разговарам со било кого од другата страна на овој малечок објектив. На мојов канал, знаете, правам се и се што, споделувам секакви теми. Минатата тема беше темата за тоа што подразбираме под поимот социализација. И ја начнав таа тема, иако е многу широка, на кратко, на 10 минути. Сега планирам да продолжам да направам еден втор дел и на тој начин да се заокружи ова видео на оваа тема. Тоа е многу широка тема. Темата за социализацијата, односно темата за нашето меѓусебно дружење, кое што е нешто најубаво што може да му се случи на секој човек, бидејќи знаеме дека човек е за човек создаден, односно човек, ние луѓето сме создадени за да живееме во заедница, за да и така всушност нели постоиме. Така ние сме вакво социјални битија, нели тоа го знаеме, сите го спомнуваме нон-стоп као дека сме ние како луѓе социјални битија и навистина е така. Не знам дали сте забележале дека ако некогаш, мислам сигурно сте забележале дека ако се изолирате и ако сте осамени извесен период, сепак ќе дојде момент кога ќе речете сега сакам да бидам повеќе со луѓе. И дури самиот момент кога се изолирате и кога станувате сами, всушност го правите заради уште подобра социализација со останатите луѓе. Да, мора да побарам малку сенка затоа што многу ми светеше сонцето во очи. Исто моментално се наоѓам повторно во Љубанци, како што бевме минатата година. И тогаш бев со фустан со тигрес дезен, тоа се сетив сега. И тогаш моето синче беше во позадина, само момент. Значи, и докаде стасав до моментот дека и минатиот пат нели ја носев фустан со тигрес дезен и некако како по некој непишано правило историјата си се повторува, односно некои работи постојано во некој циклус. Поентата ми беше за социализацијата. Не знам дали јас имам доволно сила да зборувам на оваа тема и дали нешто воопшто ќе можам и да сменам зборувајќи на оваа тема за социализацијата. Затоа што важно, само пак ќе правам пауза, момент. Значи, сакав да кажем, како што потпрашав и во првото видео, колку сме спремни да се дадеме себе си на другата личност. Колку сме спремни да се отвориме себе си кон другите луѓе. Колку се трудиме да водиме еден здрав социјален живот. Под тоа, например, не мора нужно да се подразбира дружење со многу луѓе, во комплетна фреквенција на многу луѓе и така натаму. Туку дури тоа и да бидат мал број на луѓе во вашиот живот, многу е важно да се посветите на поемот социализација. Значи, многу е важно како ќе се поминат тие минути и часови што ги имате со другите луѓе. Еве, например, јас повторно сум тука нели дојдена со, да кажеме, со пријатели, нели, наши. И искрено кажано, на почетокот од ручекот атмосферата и не беше баш на некое завидно ниво. Меѓутоа, тоа беше смислен начин, тоа беше, како да кажам, тоа беше со предумисла. Со предумисла беше таква атмосферата, со цел да се видат некои работи на што сме и на како сме. Па така можам да кажам дека времето што го поминав момент денеска фактички со луѓево, можам да кажам дека е квалитетно време,
и дека е социализација. Социализација, ако треба да објаснам со своји зборови, е кога делиш искрени чувства, искрени мисли со оние луѓе со кои што си. Значи, како да кажам, значи, дури во моментите, например, кога не те гледаат, да речеме, во своето најдобро светло, дури тоа е социализација. И повторно од она што јас го имам досега слушано и читано, тука би го спомнала оној момент со тоа дека сме премногу оптеретени, чекај само малце. Премногу сме оптеретени со тоа секогаш да бидеме позитивни и секогаш луѓето да не гледаат во добро светло. Но тоа не е реално и тоа не може да се случува. Значи, ние сме луѓе, ние имаме и темни и светли страни, темни и светли моменти во нашите души и најдобро е кога ќе дојдеме до оној момент да си признаеме и на себе си и на другите дека едноставно имаме и темна страна, имаме и своји граници, дека не може сето тоа, нели, така секогаш да биде розево, да биде rainbows and unicorns, значи некогаш мора да бидеме малце шкрти како коприва, што ме запечав дека преска една коприва која се движев нагоре. И само на тој начин овакво ќе доживееме комплетна среќа, бидејќи исто така сум слушнала дека среќа значело во превод срешта или така нешто, не ме земете за зборност, но во превод значело средба. Значи, среќата е средба со друга личност. И зашто ја ствари ги тропам овие глупости, не ми е јасно, кога повторно ќе кажам колку всушност се случува постојано на емиграција, нели, од нашата држава надвор во другите држави, а и не само во нашата држава, туку и на секаде. Веројатно го правам за тие неколкуми на будали кои што остануваат во знаци на наводници или не, како и да е. И се тоа го правам можеби за своја душа, за свој кејф, за своја совест, а можеби го правам и за моето дете понекогаш ако се реши да ги гледа моите видеа, да слушна како неговата мајка размислувала, бидејќи сепак со моите 42 години јас за многу кратко време фактички нема да бидам во можност да бидам со моите дете кога оно ќе има 20 на година таму, кога ќе биде, кога ќе може да размислувам, односно да делиме мислење на оваа тема, јас ќе бидам престара за сето ова. И ќе земе, ќе ги куцне моите видеа и ќе провери што тоа јас што сум мислела и сум овакво зборувала. Одиме. Значи, тоа би било на кратко вториот дел и сето она што, или барем дел од она што јас би можела да го кажам. И секој ги зборам овие работи, се сетив на видеото од ланската година, каде што се сеќавам дека зборува за тоа дека животот нели не ми ги подарил добри карти во смисла нели дека сум имала нели турбуленции во социјалниот живот, дека не секогаш сум била социјално така да речам прифатена и слично. Меѓутоа, последна година можам да кажам дека како што минува времето, доколку работиш на тоа, или барем јас, например, лично сметам дека работам на таа тема, може да се каже дека полека гледаш дека работите всушност биле баш така како што требале да бидат. Нели, тоа ние сите многу често го кажуваме и викаме дури како клише дека е, нели, као секогаш ќе си дојдат работите на место, меѓутоа на вистина е така. После толку многу години и еве и после толку голем долг период, јас исто така можам да потврдам дека работите си доаѓаат на своето место, секако ако сте свесни, значи, за работите. Не може работите дојдат на свое место ако вие живеете, да речам, несвесно. Не знам кој друг збор да го употребам. Како да кажам, заспано. Нели? Ако ти заспиеш, например, ако оставиш, например, животот да тече покрај тебе, а ти не се вмешуваш во него, тогаш повторно ништо. Значи мора да се работи, секогаш мора да се работи на себе, на својот живот, на се што имаш, што ти се поделиле, да речеме, животот, ако подели некои негативни карти, да се потрудиш да ги исправиш. Значи, секој случај, животот бара работа.
Па така, тоа ми е, например, мене лично единствената сатисфакција во животот. Да речем, нели, бидејќи ако земеме во предвид дека владе мислата дека животот се случува надвор од нашава држава, барем нешто да ме држи, да речем, во некоја активна состојба, да знам дека нешто правам и знам дека нешто добро оставам позади себе. Друго не знам што би кажала, веќе треба и да се враќам, сепак се задржав 10 минути овдека. Многу ми е мило што снимам видео по втор пат овдека и кој што го заокружувам со видеото од лани. Не знам што друго би кажала. Тоа. Ве поздравувам, ви посакувам да, еве вака да речеме, од постара личност како јас што сум, да се осмелите да земете совет, а советот би бил да работите на себе, да знаете дека во животот се има своја логика, се е логично во животот што ви се е апсолутно поврзано едно со друго. Кога ви се чини дека животот нема смисла, знаете дека сте во некоја заблуда и замка и дека не е така. Животот е како една апсолутна математичка формула која што буквално е поврзана од почетокот до крајот. Ако тоа не го гледате, ако не го доживувате тоа, знаете дека нешто погрешно правите. Ете така. Ве поздравувам и се гледаме во некое следно видео. Чао, чао!